покрај тоа што пандемијата предизвикана од коронавирусот влијаеше на многу аспекти на економијата, како на локално, така и на глобално ниво, можам слободно да кажам дека ние во АДМИПСО не го осетивме во голема мерка тоа негативно влијание, бидејќи како да бевме еден чекор пред оваа пандемија. Заедно со тимот на ГДИ изминатите години завршивме еден процес на комплетна дигитализација на нашата инфраструктура и со тоа спремни се соочивме со предизвикот на онлайн работењето и физичката дистанца. За апликацијата која ставивме во употреба во почетокот на 2020 година беа направени и соодветни обуки на вработени од различни сектори и служби. И значи пред почетокот на пандемијата нашите вработени беа обучени за работа со дигитални податоци и беа запознаени со сите процеси кои го леснуваат тој процес на работа со дигитални податоци. Пандемијата во АДМИПСО како да го стави во фокус ги стави во фокус вредностите на дигиталното работење и географските информативни системи. Но сепак би сакала да кажам дека во ова време на криза, кога има засилено форсирање на овие информатички технологии, не треба да се заборави, односно да се маргинализира и човекот, работникот, бидејќи можеби најголем предизвик во овие моменти е одржување на оптимизмот кај работниот човек. Заедно со тимот на ГДИ во последните неколку години работевме на 3 проекти и сега ќе се обидам да ги образложам сите тие 3 проекти на кратко. Првиот проект се состоеше во дигитализација на преносната мрежа на АДМИПСО и тука зборувам за далеководите, оптичките кабли и столбните места. Заедничките тимови на АДМИПСО и ГДИ излегоа на терен, собраа податоци како географски, така и од технички карактери и успеавме во апликацијата да поставиме над 2250 километри на мрежа и над 7000 столбни места. Следната соработка со ГДИ се состоеше во овозможување на апликацијата, преку апликацијата, односно да се даваат автоматски одговори на барањата кои ги добивавме преку системот за урбанизам. Во овој момент АДМИПСО 90% од своите одговори кои ги дава на урбанизам ги генерира преку тој систем и со тоа максимално го скратува времето на одавање на одговори, како ја намалува во голема мерка грешката која може да се направи кога е вклучен човечкиот фактор. Минатата година заедно со тимот на ГДИ работевме и завршивме еден проект кој беше наречен надградба на ГИС апликацијата со модул за трафостаници. И со кој проект постоечката апликација ја проширивме со внесување на 60 нови трафостаници. Самиот проект се одвиваше во неколку чекори, а прв чекор беше излегување на терен на тимовите на ГДИ и АДМИПСО и обезбедување на документација која потоа со обработка беше ставена во системот, односно во апликацијата која беше во употреба и која ја користеа многу од вработените во АДМИПСО. Потоа се направи надградба на постоечката ГИС апликација со тој модул за трафостаници кој овозможи преку веб прегледник вработените да добиваат информации за севкупната опрема која се наоѓа во тие трафостаници. Така, например, за енергетските трансформатори се собра повеќе од 30 информации, како што се, например, тип на трансформатор, производител, кога е ставен во погон, кога се вршени ремонти и ред други информации. А за зградите и за парцелите се собраја информации од карактер на имотен лист, геодетски елаборат, колку вработен има во таа трафостаница и многу други информации. Сите овие информации кои до тогаш се чува на различни места се собраа на едно место во еден интегриран систем кој овозможи лесна достапност до информациите, исто така овозможи лесна администрација, лесно ажурирање и воедно визуализацијата која се направи овозможи раководниот кадар многу полесно да носи одлуки за проширување и развој на електроенергетската мрежа. Во реализацијата на проектот активно учествуваа многу служби и сектори
и информациите кои до тогаш се чуваа на различни места, успеавме да ги интегрираме во еден систем кој овозможи лесна достапност до тие информации, овозможи лесно ажурирање, лесна администрација, а визуализацијата која се постигна овозможи раководниот кадар многу поефективно да носи одлуки во врска со развојот на идната електроенергетска мрежа.